Почитувани. Продолжува хаосот во културата. Неспособноста на Роберт Аладјозовски е се повидлива со секој минат ден. Вработувањето партиски војници со сомнителна репутација стана заштитен знак на Аладјозовски. Менуваше директори противзаконски, на шерифски начин, затоа што тој проценил дека не дека работеле лошо, туку дека биле блиски до Никола Груевски. Ги сатанизираше луѓето кои немаат членска книшка на СДС со фашизоиден говор и се пресмета со нив на најбрутален начин за кој ќе сноси правна одговорност. Советите и работните комисии ги наполни со заслужни граѓани кои за потребите на ЗАЕФ и СДС глумеа активизам и невладин сектор, уништуваа споменици, демолираа, кршеа и палеа. Откако СДС направи влада, и тие си го покажаа своето вистинско лице. Нивната битка не беше битка за правда и демократија, бидејќи тие ниту знаат што е демократија, ниту ги интересира правда. Како што ни Аладјозовски не го интересира културата, туку партискиот реваншизам и лечење фрустрации преку деструкција. Битката на овие невладини платеници беше битка само за привилегии и позиции. Лицето кое рече си сигурно ќе биде новиот директор на Агенцијата за филм, Горјан Тозија, е еден од овие квази активисти на СДС кој гордо фрлаше балони со боја врз триумфалната порта. Покрај ова, во своето CV, со кое се наметна како главен кадар на ЗАЕФ и Аладјозовски, за да раководи со Агенцијата за филм, Тозија го има и уништувањето на Вардар филм. Вардар филм умре во време на Тозија, па поради ова ЗАЕФ и Аладјозовски го одбраа сега истото да и го направи и на Агенцијата за филм. Проневерите со пари случени во време на Тозија се поен плюс кога треба да те одберат за позиција како за човек на Зоран Заев, кои сте расположени за криминал, и како Роберт Аладјозовски, кој е нерасположен за професионалното работење. За ова неспособност и хаос во културата, Роберт Аладјозовски и СДС наскоро ќе сносат политичка одговорност. Благодарам.